Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Како изгледа болката што потекнува од колкот? Каде точно боли колкот? Кои причини доведуваат до ваков проблем и што вклучува лекувањето? Што се презема кога колкот ќе заболи? Денеска ќе запрашаме доктор Александра Димова, специјалист ортопед во ПЗУ Орто Плюс 5. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на Телма. Што се презема кога колкот ќе заболи? Ќе ја прашаме доктор Александра Димова, специјалист ортопед во ПЗУ Орто Плюс 5. Докторке, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Најдов. Ви благодарам на поканата. Болката во колкот е релативно честа појава. Па каде точно се чувствува болката која што потекнува од болестите на колкот? Така, болката во колкот може да се рефлектира на различни локации, меѓутоа кога е самиот зглоб на колкот засегнат, обично при остеоартрозата на колкот, значи дегенеративното заболување на колкот, типична е препонската болка. Иако при различни состојби или повреди болката може да биде и од страната, и од задната страна, исто така може да имаме и рефлектирачка болка долж мускулите на надколеницата, значи се зависно што е конкретната причина за болката. Но доколку е артроза во прашање, односно дегенеративно заболување на раскавицата на зглобот, тогаш се чувства болката, значи во препонот, тоа е добро да го знаеме. Да, типична препонска болка, пациентите често знаат да кажат ме боли ципата. Аха, така го опишуваат. Така го опишуваат. А како конкретно ја опишуваат болката? Дали тоа остра, тапа, долготрајна, краткотрајна, штрекали, како изгледа болката? Болките од предизвикани од дегенеративно заболување на колкот се јавуваат при движење, значи типично е дека тие болки дури во поодминатите фази на артрозата може да бидат присутни и во мирување, меѓутоа вообичаено тоа се болки во движење. Тие болки се со различен интензитет, како напредува болеста, така интензитетот на болката се зголемува, исто така се зголемува фреквентноста, односно ако во почетокот можеле да се движат подолг период пред да почнат да се јавуваат болките, како што напредува болеста, така болките ќе се јават уште веќе во првите 100, 200, 300 метри пешачење, например. Денеска ќе ги разгледаме нечестите причини кои што доведуваат до болка во колкот. Еве, ќе го погледнете телопот во кој што се наведени оние причини за кои што денеска ќе зборуваме во Телма амбуланта. Тоа е артрозата на зглобот на колкот, повреда на колкот, остеоартроза, проблеми со рбетот, лумбален синдром, воспаление на тетивите што го опкружуваат зглобот на колкот и бурзитис. Сега, докторке, ќе започнеме од почеток. Артрозата, односно остеоартрозата, вела дека е најчеста причина за појава на болка во колковите. Тоа всушност го пишавте како дегенеративна една состојба. Всушност се уништува зглобната раскавица. Сега, зошто пак се уништува зглобната раскавица? Дегенеративниот процес на сите зглобови е прво биолошки процес, значи со текот на годините, со старењето на организмот, стареат и зглобовите, самите колагенски нишки во матрицата на раскавицата на зглобот почнуваат да дегенерираат, да стануваат покрути, да се разслојуваат и едноставно таа раскавица почнува да се упропастува, да се тенчи, да се излижува на некој начин и со самото тоа почнуваат да се јавуваат и болките. Сега, на која возраст најчесто почува сето тоа? Дегенеративниот процес врзано е малце и со генетика, нели дали ќе почне порано или подоцна, но секако зависи и од некои други фактори, односно колку тој зглоб бил оптеретен, дали бил повредуван, каква е килажата на конкретната особа. Секако дека пообезните личности се поизложени на дегенеративни промени, станува збор за носечки зглоб, голем зглоб кој трпи големи оптеретувања, така што во зависност од сите тие надворешни фактори може и на помлади години да се јави дегенеративниот процес или пак ако имаме некакви вродени предиспозиции, од кои што најчесто би била вродената дисплазија на колкот, односно личности родени со
недоразвиен колк со недобро оформени зглобни површини на колкот, каде што поради несоодветноста на зглобните површини, таа рскавица практично се трие побрзо и се упропастува на многу помала возраст, особено ако таа состојба не е детектирана и стретирана тогаш кога треба во детската возраст. Кога станува збор за оптоварувањето на зглобот, кој оптоварување е ризично? Ризично е секако поекстремно оптеретување, значи постојат одредени спортови каде што секако се засегнати колковите, да речеме трчањето, интензивниот велосипедизам, понатака планинарски некои спортови кои што особено трчање на долнини, например, го зголемува ризикот и за повреди, меѓутоа и за оштетување на самата зглобна рскавица. Да речеме носењето тежок товар? Може Исто тоа да е така, проблем? да, може да биде проблем и луѓе кои што се занимаваат со потешка физичка работа се секако поизложени. И како што кажав, луѓе кои што имаат прекумерна телесна тежина. Значи и дебелината е еден вид на оптоварување кое што може да доведе до проблем. Абсолютно. А што е со ревматските болести? Има ревматски артритис, некои други ревматски заболувања кои што ги зафаќаат зглобовите, дали тоа ќе доведе исто така до артроза, односно до оштетување на зглобната рскавица? Ќе доведе. Реуматоидниот артритис е системско заболување кое што може било кој зглоб да го нападне, а една од почестите локализација зглобот на колкот. Исто така други заболувања, например анкилозирачкиот спондилитис, попознат како болеста на Бехтерев, исто така дава засегање на зглобовите на колковите. Повеќето од нас живеат седечки начин на живот, значи не сме физички активни, што значи недостатокот на кондиција и лошата мускулатура, слабата мускулатура, кога станува збор за зглобот на колкот? Секогаш треба да има баланс. Значи и екстремни оптеретувања и ризични оптеретувања може да донесат до проблем, а секако дека начинот на живот кој што е врзан со долго седење, со неактивност, никако нема добро да влијае на зглобовите, нити на рбетот, нити на мускулатурата, така да апсолутно треба една барем умерена физичка активност за да се одржува што подолго векот на зглобовите. А генетиката има ли некаква улога? Има улога затоа што има луѓе кои што се посклони кон поран почеток на тие дегенеративни заболувања и тоа е секако еден ризик фактор кој што ако пациентот си го знае, може на некој начин да превземе нешто, да си ја превенира. Биологијата не можеме да ја спречиме, да бидеме јасни, меѓутоа со еден добар режим на живот, со една адекватна нутриција, ако е потребно и со земање на адекватни суплементи, со одржувањето на телесна тежина и на физичка активност, може да се влијае на тоа да го одложиме дегенеративниот процес. Доколку настрада зглобната рскавица и се оштети, дали ќе настрада и коската? Во подоцнежните фази од дегенеративниот процес, како што се тенчи и упропастува самата рскавица, понатака почнува да страда и подлежечката коска, што се наоѓа под самата рскавица. Во истата почнува да се јавуваат цисти, почнуваат да се јавуваат на забувања, рабни израстоци на самата коска, кои што се викаат остеофити, кои што сами по себе исто така даваат проблеми при самото движење на лагерот, на зглобот. Така да како одминува, односно напредува дегенеративниот процес, не страда само рскавицата, туку и сите зглобни и околузглобни структури. Значи и лигаментите, и тетивите, и мускулите почнуваат да влегуваат во склоп на тој дегенеративен процес. Во почетните фази на болеста ќе се јават ли некакви симптоми? Првите симптоми обично се врзани за болките. Или некогаш може да се јават подограничени движења кои што не нужно се проследени со некоја болка или зависно од толеранцијата на секој индивидуално може да не ја регистрира таа болка, ама да има поограничени движења во колкот. А болките кога ќе ги почувствува пациентот, тоа значи дека болеста е веќе во напредна фаза?
Па не мора да е во многу напредна, ама да, веќе земал замав дегенеративниот процес. Тоа е еден од проблемите на дегенеративните засегања на рскавицата, што не се веднаш манифестни кога ќе почнат, па да можеме веднаш рано да реагираме и да превземеме нешто, туку веќе кога ќе дојде пациентот кај нас, болеста е веќе во некоја поодмината фаза. Значи, доколку имаат пациентите ваков тип на проблем, ќе се жалат на болка во препонот, односно како што вие кажавте, ја опишуваат како болка, ги боли ципата, велат, така. И што можете да направите за да се спречи прогресот на болеста, бидејќи има ли начин да се регенерира рскавицата која што веќе се оштетила? Рскавицата не може да се регенерира, значи таа биолошка карактеристика нема како способност за регенерација, така да не можеме тука со магично стапче ние да го поправиме она што веќе се оштетило, меѓутоа, особено ако е болеста фатена во попочетните фази, имаме што да правиме. Значи, тргнуваме од оние совети врзани за режимот за живот, како што рековме, ако има прекомерна тежина, советот е таа да се редуцира. Ако има поголема изложеност на оптеретувања на зглобот, да се отстранат тие оптеретувања, да се избегнуваат ризични спортови, да не се дига тежок терет, да не се врши тешка физичка работа, а по однос на она што можеме како медикаменти да го дадеме, во фаза кога имаме акутни болки, даваме секако аналгетска терапија и противвоспалителна терапија, и тука имаме палета на суплементи кои што се однесуваат на витамини, на течен колаген, па ако понатака и тоа веќе не е доволно и не помага, може да третираме и со интраартикуларни, односно зглобни инекции. Дали се тоа истите инекции што се ставаат во колената? Да, истите инекции се во било кој зглоб по потреба може да се стават. Значи може да се стави на зглобот на колкот? Може да се стави. Бидејќи луѓето се плашат да ги земат инекции кога станува збор за колк, велат подобро не чепкај колк. Не чепкај таму. Колкот има сложена анатомија, така што секако дека треба во соодветни услови да се аплицира таа инекција, и неретко тоа се прави под контрола или на ултразвук, па дури под контрола на компјутерска томографија, за точно да се погоди местото на апликација, да се внесе тоа што треба да се внесе во зглобот. Иначе се неколку типови на инекции. Едната опција се кортикостероидните инекции или така наречени блокади, кои што всушност немаат ефект на лекување на болеста, меѓутоа имаат еден силен противвоспалителен ефект, така што доста се ефикасни во обезболување, кое што е пролонгирано, значи не е само моментално, туку некој период од неколку месеци ќе биде обезболен пациентот, што него секогаш има многу битно на луѓето кои долго време живееле со тие хронични болки или пак имаат силна акутна болка која што не реагира на таблетарна терапија. Друг тип на инекции се хиалуронските инекции, односно тоа се заместители на рскавица, кои што на некој начин кога директно ќе ги внесеме во зглобот, ќе го подмачкаат истиот, ќе ја обложат таа оштетена рскавица, значи тие нема да создадат нова рскавица, нема да ја регенерираат оштетената, меѓутоа ќе ја обложат и со тоа ќе го подобрат обемот на движења во зглобот, ќе го амортизираат, и тоа има некаков ефект од еден подолг временски период, додека не се потроши тој внесен хиалурон, па потоа по потреба може да се аплицира и пак. И постои секако биолошка терапија во денешно време, значи дали ќе биде тоа плазма богата со тромбоцити, дали ќе бидат некакви матични клетки, значи имаме повеќе опции и од биолошката терапија. Доколку ништо од сето ова не помогне, што се презема? Ова само не напоменав дека може да се комбинира и со физикална терапија, со рехабилитациони протоколи, се со цел и да се постигне обезболување и да се постигне еден подобар
обем на движење во самиот зглоб, да се зајакне околната мускулатура, да се избалансира и сето ова го правиме во синергија до таму докаде што вреди и докаде што помага. Исто така растеретување некогаш има потреба да се направи со користење на помагала од типот на бастум, на штака и слично, за да му се земе дел од оптеретувањето на зглобот при движење. Кога ќе се исцрпат сите овие можности, за жал на крај последното решение е секако хируршкиот третман и тоа е најчесто замена на оштетениот колк со вештачки зглоб, со вештачки колк. Ќе ги вклучиме и гледачите, но на еден поинаков начин. Во денешната Телма амбуланта, од овој момент почитувани, ќе можете да праќате прашања на нашата страница на Facebook Телма амбуланта, _0 плюс месеци на телевизија Телма. Доктор Александра Димова, специјалист по ортопедија, ќе даде одговор на сите ваши дилеми поврзани со темата на која што говориме, а тоа е болката во колкот. Проговоривме за остеоартрозата, односно артрозата како причина, најчеста причина за појава на болка во колковите, а сега преминуваме на следното. Следното е повреда на колкот и остеопороза. Ќе ги разгледаме овие два ризик фактори заедно. Значи, повредата на колкот, споменавте дека може да се случи и при физичка активност прекумерна, да речеме при трчање, при џогирање, нешто што е исклучително популарно во последниве години. Како влие трчањето на зглобот? Што е проблематично, самото трчање или пак погрешната техника на трчање? Многу работи може да бидат тука во комбинација, значи погрешна техника на трчање, несоодветно дозирање на трчањето, несоодветна подлога, несоодветни обувки за трчање. Значи сето тоа во комбинација може да направи проблеми и повреди на колкот и предиспозиции за порана дегенерација или оштетување на рскавицата. Иначе најчести повреди како повреди кои што се случуваат при трчањето се мускулните повреди, односно истегнување и парцијални руптури на мускулите. Или пак заради иритација се јавуваат воспалителни проблеми на самите мускули тативи околу зглобот или на бурзите. А доколку се јави поради трчање, поради механиката на трчање, некаков проблем со зглобот, дали тоа се чувствува веднаш или после часови тренинг? Ако се случи некоја повреда, ќе се почувствува веднаш. Ако е баш оној синдром на преупотреба, тоа нема да се почувствува веднаш, меѓутоа после некое време ќе почне. И дали ова е нешто што ќе се јави само кај професионалните спортисти или кај оние што рекреативно се занимаваат со спорт? Па може би и повеќе кај оние што рекреативно се занимаваат со спорт, со оглед на тоа дека не секогаш адекватно се припремаат. Значи битно е како ќе се загрее човек пред трчање, како ќе ја истегне и припреми мускулатурата, како после тоа ќе се повторно олабават и истегнат мускулите, колку ќе им се даде адекватен период на одмор од едното до другото трчање, значи рекавери да се направи на мускулатурата. Тоа се сепак некои работи кои што спортистите ги знаат и следат некои одредени протоколи, додека рекреативците не секогаш. Значи треба добро да се информираат пред да започнат и со спортување, како што е џогирање, бидејќи тоа носи ризици доколку неправилно се изведува. Така е. А каков пат е потребен кај здраво лице за да се повреди колкот? Повредите на колкот во смисол на скршеници или во смисол на пукнатина на колкот. Пукнатини или кинење на самиот лабрум кој што е внатре во колкот, значи кој што е една рскавично прстенче околу самата чашка на колкот, која што ја држи главата на бутната коска во своето лежиште. Најчесто се случуваат при некои повисоко енергетски трауми. Дали ќе бидат тоа падови, дали ќе бидат во чести случаи сообраќајни несреќи, падови од висина и така натака. Зборуваме сега за здрави луѓе, додека кај остеопоротични лица друга приказната. Така, и токму заради тоа постарите лица многу се плашат. Ако паднат да не скршат колк, зошто се нивните коски толку кршливи?
Остеопоротичните коски се со послаба структура и се посклони кон скршеници. И едно од предилекционите места кај луѓе со остеопороза се случуваат често скршеници е токму вратот на бутната коска. Значи, токму зглобот на колкот е доста афектиран и лесно може и при помалку енергетска повреда, значи буквално да речеме пат од столче, може да предизвика скршеница на колка. Може ли да се скрши, да речеме, и при одење? Да нема пат? Може да се случи ако се засопне на нешто, се лизне, направи некое незгодно движење, не мора буквално да падне и да ја со цела тежина на коската, може и при некоја несоодветно движење да се направи. Чии коски се покршливи, на мажите или на жените? Жените кога ќе влезат во менопауза со самиот пад на естрогенот, добиваат една голема склоност кон остеопороза и не дека мажите се поштедени од остеопороза, кај нив се случува малце во подоцнежна возраст, меѓутоа и мажите страдаат од остеопороза апсолутно. Доколку се јави некаква траума, скршеница на коската на зглобот, какви симптоми чувствуваат пациентите? Секогаш ли ќе има силна болка? Може ли да не имаат изразени симптоми, да не знаат дека скршиле колк? Не може да не знаат дека скршиле колк, бидејќи и да се случи да болката во мирување не е толку интензивна, апсолутно ќе биде интензивна кога ќе пробаат да се вертикализираат и да оптеретат на ногата, односно најчесто не се во состојба воопшто да се исправат на нога. И пото какви испитувања треба да се направат? Дали обична рентгенска слика, да речеме, ќе даде одговор? Па најчесто доволно е и само обична рентгенска слика за да диагностицираме. Сега ако имаме некоја сложена скршеница, мултифрагментарна, ако е на повеќе места искршена коската и така натака, неретко се прави дополнително и компјутерска томографија, по потреба и магнетна резонанца, за да се види точно каква е состојбата, евентуално да се види и циркулаторната ситуација каква, за да се одлучи за понатамошниот третман, кој што вообичаено е хируршки во вакви случаи. Да, вообичаено е хируршки, но возрастните се мислат дали да ја направат таа операција, вела дека е ризична. Може ли проблемот да се санира само со лежење и коската да зарасне? Во поретки случаи, кога не се премногу комплицирани скршениците или кога имаме, да речеме, пукнатина само на коската, може и конзервативно да се реши, меѓутоа кај старите луѓе проблемот е што во тој случај тоа бара долготрајно лежење, Што е исто така ризично. Тоа е ризично и доведува до други компликации. Па дури и се да помине во најдобар ред и да коската зарасне и да не се случат пропратни компликации, бидејќи тоа се луѓе со коморбидитети, опасноста е заради мускулатурата која што дополнително ќе ослабне и ќе хипотрофира при тоа долготрајно лежење, колку после ќе може они да се вратат во еден нормален ритам на движење. Пред да продолжиме со останатите прашања предвидени за денес, имаме прашање од гледач кој што е интересно. Вели дали илиотибијалниот синдром и страничната болка во коленото е проблем со колкот и дали треба да се прават вежби и за колкот? Еве, значи, ако се чувства болката на страната на коленото, може ли тоа да потекнува од колкот? Илиотибијалната трака е уствари една тетивна структура која што се протега од колкот до коленото и се трие од зглобните површини и на колкот и на коленото. Така да апсолутно ако се рефлектира болка од страната на коленото, може таа да биде и со потекло од припојот горе кај колкот или пак да ги чувствува пациентот симптомите и горе и долу. Така што тоа е ситуација која што не треба да се занемари и треба да се третира и со истегнување, и со вежби, и со райс протокол во смисол на мирување, ладни облоги, компресија и елевација на екстремитетот и исто така ако е потребно да се вклучат и некои дополнителни физикални процедури, некаков рехабилитационен протокол. Така. Зависно е некогаш предиспозиција за да
Имаме проблеми од ваков вид се некакви анатомски предиспозиции на организмот. Ако имаме увртување на подколеницата према внатре, например, неадекватно одење, неадекватно газење, тоа може да предизвика да дојде до појава на овој синдром. Само уште едно подсетување до гледачите кои што подоцна се вклучува во денешната Телма амбуланта. Овој пат комуникацијата со гледачите ја реализираме преку нашата страница на Facebook Телма амбуланта _0 плюс месеци на телевизија Телма. Таму можете да поставите прашање, а докторката ќе даде одговор во текот на емисијата. Ќе проговориме уште малку за повредите. При пат понекогаш може ли да дојде само до дислокација на зглобот на колкот? Исчашување, што би рекле исчашување, да. луѓето, народно? Колкот не се исчашува лесно, ако е со нормални анатомски структури, меѓутоа при високо енергетски повреди, обично падови од висина, повторно сообраќајни несреќи, може да се случи, да се дислоцира, да се исчаши колкот. Преминуваме на следниот ризик фактор за појава на болка во колкот, вели проблеми со рбетот, односно лумбален синдром. Што тоа значи? Доколку имаме некаков дегенеративен процес, дискус, хернија или нешто слично во лумбалниот дел, тоа е овој дел тука што е во половината на рбетот, што би се рекло. може да се јави рефлексна болка во регијата на колкот? Може. Зависно кој нервен корен е притиснат во лумбалниот дел од рбетниот мозок, може да се рефлектира болка и од задната страна, и од страничната, па и од предната страна на колкот. Значи тоа не е веќе болест на колкот, туку е болест на рбетот? Тоа не е болест на самиот зглоб на колкот, меѓутоа тука се чувствуваат симптомите, тоа е една рефлектирана болка. А неретко има и друга ситуација кога заради самиот проблем на рбетот, дали е тоа дегенеративен проблем на рбетот, дали е некаква дискус хернија, дали е некоја стеноза, стеснување на самиот спинален канал, мускулоскелетниот систем е систем на лостови, така што кога една алка ќе се поремети, се пореметува целиот тој систем и штедејќи го рбетот, неадекватно се оптеретува, едно се штеди, друго се оптеретува, па самото тоа може да се рефлектира и на некој зглоб. Дали ќе е колкот, дали ќе е коленото, дали ќе е стапалото, скочниот зглоб. Меѓутоа, да, лумбалниот проблем може да предизвика болка која што пациентите мислат дека им потекнува од колкот и така ќе кажат. Мене ме боли, докторке, колкот. И кога ќе го прегледаме и кога ќе се распрашаме каде точно е таа болка, каков тип на болка, доаѓаме до заклучок дека не е зглобот на колкот во прашање, туку е нешто другото, лумбалниот рбет. А ишијасот може да создаде болка во колкот и некој да е убеден дека има проблем со зглобот на колкот, а всушност да се работи повторно. Да, тоа е таа рефлектирачка болка која што во суштина од притисокот на нервниот корен се рефлектира надолу долж протегањето на ишијадичниот нерв и неговите гранки и таа може да им дава манифестација од типот на болка околу зглобот на колкот, над коленицата и така натака. Доколку болката шета по должината на ногата, што тоа значи? Па најверојатно е со невролошко потекло, односно ишијалгична некоја тегоба. И многу често тогаш таа болка е проследена и со некои други невролошки сензации од типот на парестезија, односно чувство на вкочането, трнење, буцкање, мравки, така што тоа ќе не упати во уште анамнестички во правец да размислуваме дека проблемот е во рбетот, а не во самиот зглоб на колкот. Следно што ќе скоментираме како причина за болка во колкот е воспалението на тетивите што го обкружуваат зглобот на колкот. Сега појаснете ни за што точно станува збор. Значи, една ситуација е токму илиотибијалниот синдром што го спомнавме пред малку. Го наведе. А друга ситуација е тоа што во тие некои несоодветни оптеретувања може да се или воспалат, или истегнат, или дури парцијално поткинат влакната на
дел од мускулните влакна на мускулатурата околу колкот, особено на самите флексори на колкот, односно мускулите кои што се задолжени за функцијата на виткање на колкот. Кога се јавува оваа болка? Како изгледа? Оваа болка се јавува при одредени движења и може да биде и оштра болка на одредено движење, а може да е присутна и како тапа болка во остатокот од времето, па само на некое движење или при спиење странично на тој колк, тогаш да се лежење, не мора да е спиење, лежење на таа страна, тогаш да се јавува болка. Има потоа уште една состојба, бурзитис. Што е пак тоа? Бурзите представуваат како едни амортизациони кисички полни со течност околу коските и околу зглобовите, кои што служат за амортизација на движењата. И една од поголемите бурзи која што се наоѓа околу зглобот на колкот е бурзата која што се наоѓа кај големиот трохантер, односно овој испакнатиот дел на бутната коска, каде што и се припојуваат голем број на мускули. Така, се извинувам. Нема проблем. Така и на фотографиите не сум сигурна дека тоа може да се забележи што го зборувате. Ова е? Добро. Овој страничен испакнат дел на колкот и тука се наоѓа таа бурза, тука се наоѓаат мускулните припои и повторно најчесто при несоодветни оптеретувања настанува воспалителен процес на таа бурза, таа се зголемува заради воспалението, оттекува и прави дополнително триење при движењата и болка. Така, значи таа болка може, претпоставувам, да се препознае специфична кога ќе дојде некој пациент кај вас? Локализирана е. Така. Значи локализирана е баш на тоа место и на оваа фотографија баш како што се држи. Значи тука на страна всушност на колкот може да се забележи оваа болка. И таа ќе ја видиме многу убаво со ултразвучен преглед. Значи на самото ехо убаво можеме да ја лоцираме бурзата и да ја видиме и да потврдиме дека точно за тој бурзитис. Значи не секогаш мора да се прави магнетна резонанца, рентгенско снимање, одредени проблеми со зглобовите кои што се поврзани со болка може да се дијагностицираат и со ехо преглед? Апсолутно, доста работи може да се дијагностицираат со ехо преглед, па дури и одредени арскавични проблеми. Можеме да ја видиме состојбата на зглобот во смисол дали има или нема воспалителен процес, дали се собира некаква течност во зглобот и секако околу зглобните структури, мускулите и тетивите. Обично кога луѓето имаат некаква болка во колкот, знаат да се јават на лекар, на ортопед и да рече докторке, што ми предлагате, што да преземам за болката. Дали можете веднаш да дадете некаков совет или пак е неопходно точно дијагностицирање на причината што доведува до болка? Ако станува збор за силна акутна болка, секако и додека трае дијагностиката, ќе дадеме некаква терапија за обезболување. Тоа се најчесто нестероидните антиинфламаторни лекови, како бруфенот, например. Така што тоа нема да ни ја замаскира сликата додека ја добиеме дијагностиката, која што кога размислуваме за проблеми на самиот зглоб на колкот, секако би опфатила сепак едно рентгенско снимање. Ние можеме и веднаш на лице место во амбулантата да направиме ултразвучен преглед со ехо и тоа може да ни даде некој почетна информација, понатака следниот чекор би бил секако рентгенска слика. Понатака, ако во кој правец ќе ни отиде дијагностиката, ако е потребно, ги правиме и другите дијагностички процедури, компјутерска томографија, магнетна резонанца. Обично колку време траат лекувањата поврзани со болестите на колкот конкретно? Кога не е рефлектирачка болката? Значи се јавува пациент поради болка во колкот и утврдувате некои од овие причини кои што се поврзани со колкот. Ако е дегенеративен процес во прашање, она што го зборувавме на почетокот, тоа што и најчесто, тоа е една хронична ситуација, тој процес е прогресивен и иреверзибилен, така да тоа трае. Може да имаме фази на ремисија, односно кога во одреден период ќе го обезболиме пациентот, кога со вклучување на сите оние методи на третман што претходно ги набројав,
ќе ја ставиме ситуацијата под контрола и ќе го амортизираме тој дегенеративен процес, меѓутоа сепак не може комплетно да го спречиме или излечиме, така да после некое време болката може да се повторува. Доколку ако станува збор за повреди, тогаш траењето е со ограничен рок додека не се санира повреда. Мускулните, да речеме, истегнувања и парцијални руптури на мускулите или пак бурзитите и воспаленијата, обично за неколку недели се санираат, дополнително ако треба после со физикална терапија се дозаокружува тоа третирање и комплетно се завршува со тоа процесот на третман. Кај пациентите кај кои што е вграден вештачки колк, може ли по операцијата повторно да се јават болки? Може повторно да се јават болки, ама не болки од таков тип како што имале од самата дегенеративна болест, затоа што нема тука веќе што да боли. Целиот зглоб е заменет со вештачки зглоб и тој самиот по себе кога ги прави движењата не може да дава болка, онаа болка што се чувствувала претходно кога се триеле оштетените зглобни површини со излижани рскавици. Може да се јави болка ако е несоодветно вратена мускулатурата околу самиот зглоб, ако несоодветно се изрехабилитира пациентот, ако недобро оптеретува, тој тип на болки. А ако лицето има проблеми со едниот колк, колкави се веројатностите да се јават истите проблеми кај другиот? Големи се веројатностите, затоа што прво биолошки, ако организмот е склон да прави дегенеративна болест која што кај конкретниот зглоб не е врзана, да речеме конкретно со некоја претходна повреда или со некоја вродена аномалија на колкот, значи дека има самиот организам предиспозиција и таа за сите зглобови е истата. Друга работа е несоодветната статика на организмот кога едниот зглоб е оштетен. Значи, штедејќи го заболениот колк, се оптеретува здравиот, па и тој после е предиспониран побрзо да издегенерира. А ако има некој проблем со коленото и проблем при движењето, може ли да настреда и зглобот на колкот? Може. Поради лошата статика што споменавте, па и генетската нели предиспозиција со штетува рскавицата? Секако и двете работи се фактор. Како што кажав, системот на лостови кој ќе се поремети, било кој зглоб е попредиспониран да се оштетува затоа што оптеретувањето не е соодветно. Затоа понекогаш го препорачуваме користењето на помагала за растеретување за поадекватно да се распореди таа тежина. Значи треба да се прифатат помагалата? Треба да се прифатат. Некогаш тоа тешко го прифаќаат пациентите, сосема разбирливо тоа, меѓутоа со тоа можат многу да си помогнат и да го одложат, да речеме, хирушкиот процес или пак комплетно да го избегнат тоа сценарио на хирушка интервенција и така натака. А постои ли начин за превенција на сето ова што пред малку го наброевме како причина за појава на болка во колкот, зглобот на колкот, односно причина за болести на зглобовите? Превенција во смисол на спречување на дегенеративни процеси не може комплетно да се направи, меѓутоа секако може да се превенира да се оптеретува несоодветно зглобот, да не му се дава прекумерна телесна тежина, да се води еден режим на живот соодветен, значи ако работата ни е врзана, а многу често е тоа во денешно време со долготрајно седење, да има баланс на тоа со некаква физичка активност и со некакво раздвижување. Исто така во постара возраст, кога ќе дојде сценариото на таа остеопороза, истата треба и да се препознае и да се третира, бидејќи не е точно дека кога ќе остариме автоматски мора да имаме остеопороза и тоа не се лечи. Напротив, остеопорозата апсолутно може да се менаџира, а и да се прилагоди животниот стил ако веќе се развие
остеопороза и ако се коските склони кон кршење, да се внимава како сето тоа да не доведе до скршеници. Па како сега сето тоа да не доведе до скршеници? Како да се организира домот за да се избегнат падовите? Им давате ли такви некои совети на пациентите кои што имаат остеопороза? Да, значи апсолутно треба да се прилагоди живеењето дома за да се минимизираат ризиците од пад, што би значило пред се да нема лизгави подови. Доколку може да се направи прилагодување на подлогата, значи да биде се рамно, да нема ивици, скалички и така натака, тоа не секогаш може да се изваде, меѓутоа во секој случај мора да се внимава да не биде лизгава подлогата, да се внимава да нема дебели рабови на теписи на кои што може да се сопне во движење човекот, понатака да не се пренатрупуваат просториите, особено ходниците, бидејќи ако се навигира низ тесен простор, многу е полесно да се падне. Понатака треба мебелот да се прилагоди да биде во адекватна висина, например да не биде каучот премногу низок, па да има отежнато станувањето, да се случи да паднат во тој случај. Осветлувањето треба да биде соодветно, значи да не се случи повреда заради недобра видливост и убаво треба да се прилагоди тоалетот. Сакав за тоалетот посебно да ве прашам, дали кадата е опција за возрастни лица со остеопороза? Па може би не е најидеална опција, пошто влегувањето и излегувањето од када може да биде доста ризично, секако е тоа лизгава површина, мокра површина, така што не е лоша идеја да се монтираат и соодветни држачи и рачки во самиот тоалет, во туш кабината, например, ако треба да се постави столче. Исто така веќе школката треба да биде на соодветна висина, да не биде премногу ниска, за да биде поедноставно станувањето. И организацијата на предмети во домот да биде на соодветна висина, да не бара да треба качување на столче, скаличе или било што за да нешто се зема, затоа што тоа веќе самото по себе е голем ризик за пат и скршеница. А доколку, не де Боже, се случи падот, во таква ситуација треба веднаш да се појде на лекар и да се провери колкот, ако се чувствува болка во тој дел. Ако се подвижни, веројатно и не е скршеница, пошто ако се скрши колкот, тоа не е ситуација во која што пациентот особено не самостојно може да се вертикализира, нити може да ја оптерети повредената нога, таа често е во една принудна позиција, значи самата нога е изротирана најчесто према надвор и едноставно и минималниот обид за движење предизвикува силна болка. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Обработивме на вистина интересна и корисна тема за гледачите, болка во колкот, честа состојба која што очигледно може да биде причинита од различни болести и од различни состојби. Не научивте како можеме барем нешто да препознаеме и верувам дека гледачите ќе ги следат вашите совети и препораки. Ви благодарам вас на поканата, секогаш ми е задоволство да бидам во вашата емисија. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, тука го заокружуваме ова издание. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.